Па щетите са евидентни по самите пунктове, веќе и нема и пиперка да се носе. Одотворено, значи щетите са негде 70-80%, некаде и 100%. Што кај земјоделците стварно голема загуба, бидејќи веќе беше пиперо за берба, меѓутоа од дождовите и од тропските горештини се го направија своје високите температури, што значи ја бев на еден семинар во Охрид и кога слушнав за климатските промени, што се прогнозира за нашиот регион, конкретно за југоисточниот дел на Македонија, дека за 25 години ќе нема и снег, ќе нема и варнежи, меѓутоа климатските промени се го прават своето. Значи вај година го однесеа родо на пиперката и земјоделците ќе бидат со намален буџет. Па ние според еден проект што го работиме, некаде од 3.500 хектари до 4.000 хектари се движи, значи куртовската капија и еден дел има под полиетиленско платно. Така да од фолиите нешто се очекува родта, меѓутоа и таму е намален. Родо се движи од 200 до 300 кг од пластеник. Имајќи предвид трошковите за пластенико, работната рака, ѓубривото, сето това значи и таму права големи загуби. Денеска саках да стапам во контакт со министерот, меѓутоа беше зафатен. Сега правам напори да го известаме. Сите барат оштети, рано пролетта не закачи мраз, беа оштетени вишните, овошките, така да и сега ќе бараме, значи како сојуз на земјоделци, да се испадне на терен и да се увидат штетите и да се нешто помогне на земјоделците, бидејќи младите луѓе масовно бегат за странство. Консултирате ги и преработувачите и они ќе ви го кажат истото, бидејќи и они знаат и располагат со исти информации од теренот, дека и самите магазини се празни, нема пиперка, значи ќе биде недостиг на суровини и има еден турнус за покасното кој го користиме за извоз, тај негде во ноември се бере, од него ако има нешто подобро да се собере, така да значи куртовската капија вај година е со намален интензитет и ќе има штети и кај преработувачите и кај земјоделците. Ланската година имаме беркет, немаме цена, сега цената 20 динара, прва и втора класа, меѓутоа нема производство.